Непочитувани плукачи од СДС, продолжувате со црната кампања насочена лично против мене затоа што се плашате од оно што го зборуваме и од тоа што ве гледаме во очи додека ви ја кажуваме вистината. Ниту имате идеја, ниту знаете каде терате, а ниту пак ја имате енергијата со која ние располагаме. Бегате од дебати, бегате од соопштенија, се обидувате да пласирате невистини, ама разбирливо за паниката во која се наоѓате. Не ве подржувам, ама ве разбирам. Корисници на превозот се учениците. Сите ваши заштеди беа на грбот на ученикот и на грбот на родителите. Од промена на власта до сега, секој септември учениците редовно остануваа без превоз. Бројот на учениците го намаливте поради иселувањето, а учениците чекаат и по 2 часа да им дојде превозот. Ова се факти. Штедевте вие, парите си ги делевте меѓу себе во разни фондови, а превозот го плаќаа родителите. Сликите од тоалетите во видеото се токму фотографии кои јас лично ги имам сликано. Фотографиите имаат така наречена метадата и може да се провери сликано со телефон модел Samsung A5 2017 и истите се испратени од мејл на училиштето на мејл на општината со барање итно да се санираат тоалетите крај на август 2018. А тоа како сликите од општински мејл завршија кај вас во штаб, вие си знаете. Училиштето кој го спомнувате е рентабилно, го оставив без неплатени долгови и во време кога дадов оставка, оставив близу 1.000.000 денари на сметка, околу 986.000 денари и околу 2.000.000 денари на донаторска сметка за времето додека бев директор. Не користев службен телефон и немам еден денар потрошено за репрезентација или слично. Сакам јавноста да знае дека средствата со кои се реновирани тоалетите се средства собирани со години од вработените. Сите заедно донесовме одлука да се откажуваме од средствата кои не следуваат додека не се реши проблемот. Вработените во средното општинско училиште Лјупчо Сантов се луѓето кои несебично се откажуваа од символични средства со години. И со тоа за реконструкцијата на тоалетите предонесовме сите до еден, без оглед на политичка припадност. Како наши сограѓани, треба да сте благодарни и да сте горди на сите вработени во ова училиште. Вашиот обид за политичка манипулација е наврада за сите овие луѓе. Желбата да се има ќар на туѓа мака е типична само за криминалци. Се вели во соопштението, доставено од кандидатот за пратеник во изборната единица 3 од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, Миле Левков.